Започнуваме со регионалните вести. Во нив ќе гледате. Општина Тетово објави оглас за идеен проект за поставување урбана опрема во центарот на градот, кој е наменет само за студентите по архитектура. На автопатот Тетово-Скопје возило удрило и усмртило мечка, возачот пренесен во болница. Дел од македонските бранители по 2 децении се уште не се обештетени. Тетовскиот плоштад ќе го менува сегашниот изглед. Општина Тетово објави оглас за идеен проект за поставување урбана опрема во центарот на градот, кој е наменет само за студентите по архитектура како краткорочно решение, додека подземна инфраструктура би била долгорочно решение. Безличен, бетонизиран, без зеленило, вака тетовчани го оценуваат плоштадот во Тетово. И делови од трговскиот центар се во лоша состојба, па целокупно може да се каже дека централното градско подрачје е запоставено. Граѓаните сакаат да биде почисто, со повеќе клупи и да се изнајде решение за проблемот со бездомни куќиња, кои токму таму ги има во голем број. Да биде чисто. Парчиња да има, столици да седнеме ние, секој човек да седне. Па да е чисто, да е пачно, да има клупе, човекот да може да седне, да одмори. Ама како што почне работава, не треба ни клупа ни ништо. Затоа што више куќи не има него народ што има. Да има зеленило, паркови све, а не бекатонки и асфалти. Тоа е. Мислите ли дека ќе се поправи, најавуваат? Најавуваат. И така останува више 50 години. Новиот изглед на центарот на градот ќе го кројат студентите на архитектура. Општината објави оглас за идеен проект. Краткорочно решение во делот на уредување со урбана опрема, за да има повеќе содржини таму за сите жители, помлади, постари, за да можат да го користат плоштадот. Тоа се работи заедно со студиските програми во рамките на Државниот Тетовски универзитет, како и во рамките на Универзитетот на Југоисточна Европа. Долгорочното решение пак предвидува подземна инфраструктура, проект изработен од странски архитект. Во делот на долгорочното решение се разгледат две опции. Една е само за подземна сообраќајна инфраструктура, а надземно да биде за пешаците, за граѓаните, а другата опција е можноста во делот на плоштадот да се види и подземен паркинг. Денешниот изглед плоштадот го доби во 2008 година, кога беа отстранети сите објекти кои беа тука, а меѓу нив и бистите на народни херои. Сите досегашни градоначалници најавуваа поубав и помодерен изглед на централното градско подрачје. На одбележувањето по повод 3 години членство на Македонија во НАТО алијансата, свој обраќање имаше премиерот Димитар Ковачевски, кој истакна дека да се биде НАТО значи да се дели масата за одлучување со најразвиените земји во светот, да се носат одлуките за светската безбедност заедно со најмоćните. Министерката за одбрана Славјанка Петровска пак говореше за придонесот кон армијата. Денеска ние сме НАТО. Ја остваривме едногласната одлука на нашето собрание и идејата на нашите предци, кои се бореа да сме еднакви со најразвиените. Успеавме да се избориме на овој пат со носење храбри, државнички и тешки одлуки. Со истото темпо продолжуваме и на нашиот пат кон членство во Европската Унија. Кога говориме дека ние сме НАТО, важно е да можеме да си одговориме што значи да се биде НАТО. НАТО заштитува, обединува и зацврстува. Пред се, да се биде НАТО е силна гаранција на нашата територија и безбедност од страна на најуспешната воено-политичка алијанса во историјата на човековата цивилизација. Печат на нашиот територијален интегритет и суверенитет. Да се биде НАТО значи
да се одлучува заедно со најразвиените земји во светот, да се носат одлуките за светската безбедност заедно со најмоćните, да се чува нашиот и светскиот мир како дел од воено супериорна, политички силна и релевантна и економски доминантна организација. Мир и развој за безмалку 1 милијарда луѓе кои живеат во заеднички демократски вредности. Да се биде НАТО значи дека сме еднакви во обединето силно семејство во кое сите заедно се справуваме со предизвиците и заедно се јакнеме во својата одбрана, било да е воена или дигитална сајбер одбрана. Нашата цел не беше само да ја внесеме армијата во НАТО, туку и НАТО во армијата, со опрема која секојдневно се менува, со процедурите и процесите кои се развиваат, со кадарот кој се усовршува, со условията за работа и стандардот кој го има секој професионален војник, секој армијски подофицер и офицер. А сето ова ќе беше невозможно без раст на буџетот на одбраната. И покрај сите економски и енергетски предизвици со кои се соочи владата и министрите од економските ресори, буџетот на одбраната расте. Согласно плановите, нашата земја ќе го достигне НАТО критериумот од 2% од бруто домашниот продуцент алоциран за одбраната веќе следната година, додека вториот критериум за одвојување на 20% од одбранбениот буџет за опремување и модернизација веќе го надминавме, имајќи предвид дека во 2023 година 33% од буџетот е наменет токму за опремување. Министерот за надворешни работи Бујар Османи, одговарајќи на новинарско прашање за блокадата од опозицијата за уставните измени, рече дека комуникацијата со земјите членки на Европската Унија, кои како партнери на Македонија во процесот за влез на земјата во ЕУ даваат гаранција за нашите интереси во Европа, ќе ја убедат и јавноста и политичките партии во тоа. И додаде дека никој нема да се осмели да ја стави државата во изолација во услови кога се наоѓаме на забрзана патека за влез кон Европската Унија. Мислам дека овие комуникации на земјите членки, на сериозни партнери, кои што даваат гаранција за кредибилноста на процесот, кои што стануваат, како што реков со германската министерка, еден штит на нашите интереси во Европа. Ќе убедат и јавноста и политичките партии и никој нема да се осмели да ја стави државата во изолација во наредните 10 години во услови кога се појавува fast track, односно забрзана патека за Европска Унија на регионот поради работите што ги спомнавме. Значи, ќе биде многу тешко да се стисне копчето црвено, да се изолира државата, за да оваа прашање да се решава некаде 2033 година во многу неповолни услови, во услови кога граѓаните веќе заминале, посебно младите и посебно во контекст на brain drain, и ќе треба истото прашање да го решиме, може би и полошо, но веќе изгубивме една генерација. Тоа прашање, мислам дека ќе си го постави секој пратеник пред да стисне копче, дали е за спомнување на хрватите, црногорците и бугарите во услови кога се веќе спомнати под категоријата и други. Мислам дека сите пратеници ќе размислат за иднината на оваа држава и на граѓаните кои што ги представуваат. 31-годишник од фудбалската екипа на Тетовски Пирок нападнал фудбалски судија, незадоволен од неговата одлука на надпреварот. Во полицискиот билтен евидентирани уште 3 случаи на физички напади, како и случај на сообраќајна несреќа, во која 21-годишник на автопатот Тетово-Скопје во близина на Карпалак удрил и усмртил мечка, пошто и самиот се здобил со повреди и бил пренесен на болничко лекување. Во продолжение деталите. Вчера околу 15 часот полициски службеници на СВР Тетово привеле 31-годишникот Тетовски Пирок, кој претходно на фудбалски надпревар на кој настапил за екипата на Пирок, физички го нападнал главниот судија на надпреварот, незадоволен од неговата одлука. Се расчистува и документира случајот и на инволвираниот ќе му биде изготвен поднесок.
Полициски службеници на СВР Титово вчера околу 18 часот и 25 минути го лишиле од слобода 69-годишниот ДЖЗ од Тетовска Голема Речица, кој час и половина пред тоа бил пријавен од неговиот соселенец НС, 51 годишен, дека околу 15 часот во Мала Речица физички го нападнал, при што употребил и остар предмет со кој го повредил НС. По целосно документирање на случајот против ДЖЗ ќе следува соодветен поднесок. 61 годишен жител на Титовско село вчера во 19 часот и 30 минути во СВР Титово пријавил дека претходниот ден околу 11 часот во дворот пред семејната куќа бил физички нападнат од неговиот 35 годишен син. Пријавениот лишен е од слобода и задржан во полициската станица Титово. По целосно документирање на случајот ќе му биде изготвен поднесок. Ноќеска 20 на минути по полноќ, 45 годишен тетовец во СВР Титово пријавил дека вечерта околу 22 часот и 30 минути на улица Борче Кочовски во Тетово неговиот малолетен син физички бил нападнат од едно лице, кое му го штетило и велосипедот. Се преземаат мерки за расчистување и документирање на случајот. Ноќеска 40 на минути по полноќ во СВР Титово пријавено е дека на автопатот Титово Скопје во близина на Карпалак патничко возило Volkswagen Polo со скопски регистарски ознаки, управувано од 21 годишник од Седларци, општина Василево, удрило и усмртило мечка. Во несреќата возачот се здобил со повреди и бил пренесен во Тетовската клиничка болница за укажување на лекарска помош. На местото на несреќата увид извршила екипа од секторот за внатрешни работи Тетово. На поширокото Тетовско гостиварско подрачје вчера била спроведена акциска контрола за брзина, со која се движат возилата, во која вкупно биле изречени 148 мерки. На поширокото Тетовско гостиварско подрачје вчера од 8 до 20 часот спроведена е акциска контрола за брзина, со која се движат возилата, во која вкупно биле изречени 148 мерки, 99 во Тетовско и 49 во Гостиварско. При контролата биле откриени и санкционирани 74 возачи, кои ја пречекориле максимално дозволената брзина надвор од населено место, од кои 4 за повеќе од 70 км на час, а 20 возачи до 70 км на час. Покрај ова, со соодветни поднесоци биле заокружени 74 возачи кои ја пречекориле пропишаната брзина во населено место, а санкционирани биле и 21 друг вид сообраќаен прекршок. Секторот за внатрешни работи Тетово повторно со апел и укажување до возачите да не брзаат непотребно и да ја прилагодат брзината според условите на патот, зашто и годинава најчеста причина за случајните несреќи досега е пребрзото возење. Посебно се апелира да не се брза по автопатот Гостивар Тетово Скопје, каде и најчесто се пречекорува максималната брзина. Државата покажа грижа за македонските бранители, но тоа не е доволно, бидејќи дел од нив и по 2 децении се уште не се обештетени, рече вчера председателот на Достоинство Стојанче Ангелов при оддавањето почит на загинатите бранители од 2001 година пред споменикот во паркот Жена Борец во Скопје по повод 22 годишнината од настаните на Тетовското каре. Во вооружените действија во 2001 година загина 70 припадници на безбедносните сили. Неколку од нив починаа подоцна како последица на здобените рани и повреди. Повеќе од 300 беа ранети или повредени. Денес, 22 години подоцна, Македонија е безбедна држава со напреден процес на меѓуетничко помирување, со стабилни меѓуетнички односи, членка на НАТО, на пат кон Европската Унија. Наша обврска како држава е да го чуваме споменот на загинатите бранители, да помагаме на нивните семејства, да се грижиме за ранетите, повредените и травматизирани бранители, да ја овозможиме достоинствен третман и на бранителите кои се извлекле безвидливи последици. Но дали во македонската реалност е така? Дали државата навистина се однесува така кон оние кои последни се бореа за татковината, кон оние кои последни крвареа, оние кои загинаа или беа подготвени да загинат, бранејќи ја Македонија? Јас би рекол делумно да, делумно е така. Државата покажа грижа за повеќето семејства на загинатите бранители, покажа грижа и за повеќето воени инвалиди, како и за дел од неповредените бранители. Но тоа не е доволно.
Тоа не е односот кој го заслужуваат македонските брнители. 15 семејства на загинати брнители, како и 30 на полесно ранити брнители, до ден денес се уште се необештетени. Ги завршуваме регионалните вести. Ви благодарам на вниманието со кое не следевте. Пријатно.